Петок 18 јули, кратки вести во 12 часот. Подпишани договорите за реализација на важни инфраструктурни проекти со кои општина Охрид аплицираше на вториот јавен повик за финансирање инфраструктурни проекти објавен од Министерството за локална самоуправа. Одобрени се вкупно 13 проекти, а меѓу нив е изградбата на долго очекуваната и најавувана катна гаража, бројни реконструкции како во градските, така и во приградските населби и руралните средини. Светлана Мојсов, професор на Универзитетот Рокфелер во Соединетите Американски држави, е добитник на Светската награда за хуманизам за 2025 година. Родена е во Скопје, а наградата и се доделува за незиниот придонес во современата медицинска наука, особено за незините структурални биохемиски откритија и ендокринолошки достигнувања во развивањето на ефективни лекарства за справување со дијабетесот и дебелината, како и за ублажување на асоцијативни форми на патологии. Свечената церемонија за доделување на наградата ќе се одржи на 9 август во куќата на Уранија на Македонската академија на науките и уметностите во Охрид. Во тек е реализација на проектот за заштита и конзервација на музејскиот археолошки материјал од локалитетот Расница кај селото Корошишта Струга, место што минатата година го привлече вниманието на јавноста со епохалното откритие на архајска некропола. Меѓу највпечатливите наоди се бронзен шлем со златни апликации, златен прстен, пекторал и фолии, килибарни монистра, сребрен кантарос и бронзени садови и теракотни фигурини. Овие артефакти не само што ја потврдуваат датираноста, туку ја поврзуваат со богатата култура на Требенишката некропола. По завршување на конзервацијата, наодите ќе бидат јавно презентирани во археолошкиот музеј во Скопје. Времето денес сончево и малку посвежо со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 29 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.